имавме можност да видиме таа слика што го викали интернетот пред се, преку кои најбрзо ги добивам информациите, каде што еден до друг чекореа во некој, не знам сега тоа понатаму ќе го толкуваме во каков дух може нели да анализираме. Сегашниот и актуелен председател на Републиката Ѓорѓе Иванов и кандидатот за иден председател на не знам на која република, да, тоа е дискутабилно, значи професорката Гордана Силјановска. И веднаш ми се наметна мислата, значи таа во својата представување пред делегатите на таа конвенција изјави дека таа, нели, во кампањата го најавува тоа, кога би била избрана за председател на Република Македонија, ќе сочинела стручен експертски тим на нели од правници, од експерти, кои што сето ова што ни е направено, нели, ова сакатење, уништување и одземање на суверенитетот и фактички што ни одзедоа нашата татковина, мајка, Република Македонија, ја нема, фигурира некое друго име, не знаеме која е таа нова држава, дека во нејзиниот мандат, нели, таа ќе успее или ќе се труди за да успее да го врати името. И сега гледајќи ги рака под рака, што туку да речам со актуелниот председател на Република Македонија, си мислам како таа идеја во претходниве 2 или 3 години не се реализираше. Така, затоа што тоа е и се уште актуелен председател. Нема зошто да губиме време во 4 години мандат, па уште и 4, кога ако добие, нели, како што тие се научени политичарите и на стара слава, да си го продолжат ова, нели, удобството, а на штета на народот. Зошто да чекаме најмалку 4, па уште 4 и не знам колку, за да се направи тој чекор, што може и сега да го направи председателот на Република Ѓорѓе Иванов. Значи, како може ваква ситна манипулација, како навистина се извинува. Меѓутоа, навистина, еве лично прашувам, иако тоа можам и во име на целиот македонски народ да го кажам засновано, како не ви е срам на таков начин ефтино да манипулирате, а во рамки на некоја си за вас како да е висока или издржана кампања, а всушност тоа е едно тотално заведување, значи уште едно манипулирање и измама на народот, што уште не почнала кампањата, значи уште не се ни случил избор, значи една најава, една прозирна, што можеме да ја прозреме, јас лично ја презирам, затоа што тоа е одење во поголемата гибел, отколку да се спречеше. И сега се уште има време да се спречи.